Јас пораснав во македонски железници, благодарение на татко ми кој што е вработен веќе 35 години во македонски железници. Значи тој ми овозможи искрено да го почувствувам тоа чувство уште од малечка, возат и да се радувам на него во локомотивата, значи. Уште од 6-7 одделение започнав во локомотивата да седам, да возам, значи машиновозачите ми обрнуваа внимание. Сега кога дојде време и кога имав можност, јас грабчев можноста, така да им препорачувам на сите да ми ги следат чекорите и да ми се придружат. Бидејќи колку повеќе, толку појаки. Кажи ми... Да, добро. Кажи ми, во однос да речеме на возењето локомотива, се чувствуваш ли мохино позади возењето на една таква машина? Бидејќи искрено да ти кажам, не знам колку мина од нас овде би седнале да возат воз и при тоа да ги носат сите животи позади себе кои што се патници, да ги носат со себе и да чувствуваат одговорност, бидејќи не е моките само на возењето на толкова возило, туку и одговорноста за толкова број на патници. Најпрво кога ќе седнеш на седиштето за машиновозач, значи не размислувам на негативно, туку едноставно ти се исклучува цел свет и функционираш само на позитивното, така да не размислувам за моќ, надмокност над сите. А за патниците, одговорноста? Одговорноста секогаш ми е на глава. Да, јас од малку сакав униформа, значи тоа прво тоа го сакав и ми беше желба и во 2001 се пријавив како војник во војната и на основа на тоа добив позицијата во противпожарната бригада на град Скопје. И така станав член, уствари рамо до рамо со колегите, ме прифатија без предрасуди, значи беше интересно да се работи, да се учи, да се доживува нешто ново, некое ново искуство и не се плаше воопшто ниту од тога, ниту од височини, ниту од ништо. Значи треба да не се плашиш, треба да си психофизички спремен, треба да си храбар, треба да си хуман пред се, за да влезеш во некоја таква ситуација, треба да спасуваш животи. Значи тоа е многу голема работа, многу голема храброст, значи за да спасиш нечи живот. И ние влегуваме од таму каде што сите бегаат, буквално. Значи ние сме тие што луѓето треба да веруваат во нас и треба да веруваат и јас мислам дека треба уште повеќе жени да се пријават, нека не се плашат, значи ништо страшно, дома е пострашно, дома има многу повеќе обврски и така. Тоа е. Убаво вака да слушате дека дома е пострашно, дома има повеќе обврски и едноставно доаѓате до ситуација да одлучите да станете пожарникарка. Да. Бидејќи тоа не е страшно. Интересен пристап, морам да признавам. Браво. Браво, не секој така би развит. Да, аплауз, да. Мора да ги охрабрам жените, нека не се плашат. Кога не се плаши од мажот, нека не се плаши ни од работата за да спаси некој друг, за да ги честита. Дали се чувствувате рамноправна со колегите? Да, секако. Во секој случај, дури некогаш сум некако, не знам, јас се чувствам среќна што сум таму во тимот на колегите, затоа што бев една, имам колешка сега Менка, помлада, Стојановска, една година веќе беше на обука и веќе влезена во тимот за интервенции, значи за да работи, веќе се обучени доволно за да интервенираат исто како и јас, да работи рамо до рамо со колегите и тоа нас не плаши, туку јас навистина сум горда што ја носам униформата, морам да признам. Љубов нешто се работи. Да, тоа особено ме радува, но дали колегите вас ве третираат како рамноправна или се случува некогаш да има ситуација женскости малце поттргли се настрана или тој да го поминате? Има и такви ситуации, има од колеги што јас на некои сум замерила, меѓутоа нели во секоја институција има различни карактери, различни луѓе, различно размислуваат, затоа се тие стереотипи, нели? И јас мислам дека не би требало еднаш во почетокот јас се качувам во камион, нема да го на колегата да кажам кој беше и ми вика што бара, вика нека се симне. Зошто што барам? На сите вежби одам како и ти.
Значи јас се искачувам горе на 6 спрат без око да ми трепне по скалилата на камионот и не ми е гај, јас се спуштам со јаже, јас одам по тие скали кукачи, значи јас се качувам на спратот, не ми е гај, не се плашам, значи јас сакам да успеам во тоа, значи јас можам, зошто да не можам? Кога може некој машко, зошто да не можам и јас? Вака, јас дефинитивно архитект пред себе, дефинитивно работам по еден момент бев во посета во Хрватска, службена, официјална посета, меѓу другото работам како наставник по стручни предмети за архитекти и дизајнери во стручно училиште во Загреб и сватив дека тие имаат училиште за оджачари, во Македонија нема училиште за оджачари, нема оджачари, имаме пожари кои што се резултат на неисчистени оджаци во најголемиот процент. И сватив дека ајде сега да видиме што може да се направи и така, нели, решив да една професија ја кренам на нос. Ете така. Добро, дали како ве перцепираат прво мажите кога застанувате пред нив и држите обуки за оджачарство на мажи? Дали првиот печаток веројатно кога доаѓа, добро, одиме на обука за да станеме оджачари, влегувате и гледате жена професор. И сега кога гледате жена професор, вие нормално, но кога гледате жена професор за оджачарство, веројатно е малку чудно. Како ве перцепирате, како вие се чувствувате во однос на тоа? Па јас тука го употребувам мојот глас и нема дилеми. Повеќето, многу луѓе во Македонија веќе знаат дека сум единствен дипломиран оджачар, камоли па жена машко тука воопшто не станува збор, нема друг дипломиран. Сакам да кажам дека генерално немам проблеми. Оној момент кога секој од нив ќе сфати дека сум и тоа како стручна, да ги држам обуки, да им одговорам на секое прашање поврзано со професијата, затоа што јас сум го поминала веќе тоа, не само како наставник за оджачарство, туку и практично сум ги поминала повеќето работи, многу повеќе него што тие до сега поминала, така да во принцип немам проблем. Воопшто. Сметате ли дека ваквата професија сериозно треба да се врати во подеми, во функција со ситуацијата која што вие се наоѓаме тука и веројатно и Билјана има да сподели доста од аспект нејзин? Ние сме тука многу блиски со професијата, ако моите оджачари добро си ја вршат. Нејзините пожарници имаат работа. Што е целта на оджачарството, затоа што Македонија, ајде сега малку стручно да навлезам во работите, главно се грее со цврсто гориво, имаме проблем со чистење на оджаците, сите сметаат дека ако, па добро, не ми чади дома, горете. И сега никој не размислува глобално, за жал, за загадување, никој не размислува за тоа дека нечистен оджак е потенцијален пожар и дека тоа значи за 15 минути пожар си го купат целокупниот имот, што го повторувам јас повторно. Работата е да го направиме оджачарството на такво ниво, да секој човек кој што ќе има да може да купи во релативно реално брз период слободен оджачар, ама стручен оджачар, кој што нема да направи поголем проблем од оној што веќе сме го имали. За жал, нели, стручноста на оджачарите е прилично дискутабилна. Колку се можело, како се можело, колку научилеш, сето тоа е од пракса што е научено, да при тоа јас најголемиот проблем ми е да ги воведам во стручните работи. Зошто е тоа така? Оној момент кога оджачарот ќе свати зошто нештото се случува, тогаш е дефинитивно многу поефикасен во професијата. Најпрво, јас не сум се уште вработена во македонски железници, но ми овозможија да продолжам како еден вид на обука, значи да го возам возот. Еве са бајле си дојдов со воз и јас си го возам. Собствено превозно средство. А ладова на работа едам со воз.
Од сите колеги, бидејќи сум почетник, во мојата струка сум почетник, значи сите толку многу вложуваат во мене, сите толку многу и добро ме прифаќаат, што искрено немам зборови. И сите се толку стручни, што мислам дека во Македонија треба многу повеќе да се цени таа струка отколку до сега што се цени. Бидејќи многу често се забораваат машиновозачите за многу работи. Да, за тоа не се сомневам. Добро е што еден одреден период се престана да се заборава дека треба и нови возови да добиеме, па сега имаме нешто час пат се наоѓа. Дали постои разлика меѓу возењето на стар воз, мислам секако дека постои, но што значи тоа во однос на тешкотијата на возењето на стар воз, на стара локомотива и на она што е ново денес? Значи, во поглед на возењето, ако видиме, полесно ми е со новите возови, пошто имаат едно што викаме, најпросто кажем, стикче и цело време напред-назад, си кочиш, даваш газ, си кочиш да нели, напон даваш, уствари. А во постарите треба малку повеќе сила за тоа нешто да го оствариш. И сега во поглед на машината, што е, значи старите се многу по-добри машини, многу по-квалитетни за разлика од овие денес.